Мудрост Соломонова, 5 глава. Праведникот ќе застане со голема смелост пред лицето на оние што го навредувале и ги презирале неговите подвизи. А тие, откако ќе видат, ќе се збунат во голем страв и ќе се в чудо видат од неговото ненадејно спасение. И раскајувајќи се и воздвинувајќи од притеснувањето на својот дух, ќе мислат во себе си: тој е оно истиот кој некогаш служеше за подбив и кој ни беше предмет на подсмев. Ние безумните, неговиот живот го сметавме за лудост, а смртта негова нечесна. А како ли е приброен ко синовите Божии и како добил дел меѓу светите? И така, ние на вистина се одвоивме од патот на вистината, светлината на правдата не ни светеше, а и сонцето не огреа. Ние се исполнивме со беззаконија и лоши дела. Одевме низ непреодни пустини, а патот на Господ не го познавме. Каква полза ни донесе гордоста? Што ни даде богатството со празни зборови? Сето тоа премина како сенка, како краткотраен глас. Како кога помине брод низ разбранувана вода, ни трага нема од него. Не се познава каде поминал, ниту има патеки негови во брановите. Или како птица што во воздух лета и не остава зад себе трага од својот пат. Но лесниот воздух, удиран од крилјата и сечен од брзото движење, проникнува со движењето на своите крилја. Потоа не останува никаква трага од незиниот лет. Или како стрела, пуштена кон целта. Разделениот воздух веднаш се собира. Не се познава патеката по која поминала. Така и ние се родивме и умревме. И никаков знак на добродетел не можевме да покажеме. А се истоштивме во нашето беззаконие. Зашто надежта на безбожникот исчезнува како прав носен од ветрот, како ситен шушлек што го разнесува бура. Исчезнува како дим на ветар и изминува како споменот за еднодневен гостин. А праведниците живеат довека. Нивната награда е во Господ. За нив се грижи Севишниот. Затоа тие ќе го добијат царството на славата и венецот на убавината од раката Господова. Тој ќе ги закрили со својата рака и со својата десница ќе ги заштити. Тој ќе ја земе својата ревност и како силно оружје ќе ги вооружи сите созданија за одмазда против непријателите. Како оклоп ќе облече правдата, а како шлем ќе го стави нелицемерниот суд. Светоста ќе ја земе како штит непобедлив. Својот строг гнев ќе го изостри како меч и сиот свет ќе појде со него во бој против безумните. Тогаш ќе полетаат добро вперените стрели и од облаците како силно затегнат лак ќе погодуваат целта. И како од боина направа за фрлање камења ќе се исипе град. Морската вода ќе беснее врзнев и реките без милост ќе ги издават. Духот на силата ќе стане против нив и како виор ќе ги разнесе. Така беззаконието ќе опустоши целата земја и лошите дела ќе го превртат престолот на силните.